Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. По пауза од неколку години, оваа година продолжуваат работите на локалитетот Била Зора од Свети Николе, зашто денеска беше потпишан меморандум за разбирање меѓу општина Свети Николе и Филозофскиот факултет од Скопје. Ке се врши ископување, а потоа и конзервација на малку истражениот државен локалитет, кој бил седиште на пајонците и пајонија, како столб на античките македонци. За среќа го имаме кај нас и пајонија и древните пајонци се ексклузивно врзани за нашата територија, така што тука кога Хомер пишува за пајонците не постоело името ни Хелени, ни Македонија. За нас е многу значено, бидејќи на Балканот имате само неколку престолнини, а едната меѓу нив е Била Зора. Со ова сакаме да го ревитализираме истражувањето, да се конзервираат, понатаму да продолжиме со конзервација на нодите, за понатаму истражување на новитетите кои што може да ги донесат овие наши акции, да започне еден нов живот во Свети Николе, така што тој со евентуални откритија би бил на некој начин културна и научна престолнина во Македонија. До Била Зора веќе има изградена инфраструктура, што го олеснува почетокот на работите на локалитетот, кој како што вели градоначалникот Дејан Владев и од локалната власт е препознаен како значаен објект од културно-историско наследство на светиниколчани, но и потенцијал за туристички развој на градот. Во програмата на тогашниот кандидат, сега градоначалник Дејан Владев, стоеше дека посебно внимание ќе посветиме на Била Зора и да ја вратиме на местото на кое што заслужува. Бидејќи вакви наоѓалишта на Балканот и пошироко и во светот има многу малку и мора да започнеме да си го цениме тоа што го имаме. Мора да бидеме горди на нашата историја, бидејќи народ без историја не е народ. Наш сон е тука да има илјадници туристи во посета на овој атрактивен локалитет, кој е еден од ретките во светот, вели деканот Дуев. Но останува и проблемот со експроприација на околното земјиште, каде би се вршеле ископувањата, кои засега се на приватен имот. Со Била Зора сме некаде истражена е само палатата и оној влез каде кој што може да ја видите на макета, и храмот кој што е позади нас, а инаку градот е многу на една поширока територија, но тука затоа и со градоначалникот го пишуваме овој меморандум, има проблеми со приватното земјиште, експроприација и така натака, значи треба да се обезбедат повеќе услови за да може да продолжат овие активности. Експроприацијата според градоначалникот Владев е обврска не само на општината, туку и на заводот и музеј од Штип. Од своја страна општината планира своји средства, со кои би се поддржала работата на локалитетот. Експроприацијата, точно добар дел од локалитетот околу сегашните ископини е приватно земјиште кој што не се обработува и беше оставено долго време така. Сега надлежно, помеѓу другото, не е само општина Свети Николе, туку и музеот од Штип, они се надлежни за ова подрачје. Ние како општина Свети Николе ќе направиме се што можеме, што е во нашата надлежност, за да ја започнеме таа процедура, пошто директно ние не сме надлежни за тоа. Но стоиме на располагање на сите чинители, мислам дека во интерес е и на приватните сопственици на тоа земјиште да се реши тој проблем, бидејќи ако го решиме час поскоро, ќе дојдеме до тоа што го кажуваше професорот, ќе имаме цел град, цел локалитет, кој што, да не кажам, ќе биде пандан на стоби во Велес, и верувам дека со текот на годините ќе доаѓаат доста туристи, како домашни, така и странски, за да ги посетуваат и да ги гледат убавините од панајскиот период. Била Зора е локалитет кој датира од раното бронзено доба. До 2017 се правени истражувања и дел од наодите се поместени во збирка на изложени експонати, што можат да се видат во музеот на Свети Николе, институција во надлежност на општината. Има уште многу да се работи, а како што вели деканот Дуев, овие рани локалитети кои изборуваат за присуството на цивилизација пред античко време се предмет на интерес на над 5000 професори по античка историја и археологија, а се богатство за еден регион, како што е Овчеполието.
Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk